Здраво да родевте уште едно видео, каде што ова видео ќе решаваме доста задачи во врска со полово условено, полово ограничено, мајчинско наследување, полово врзано наследување и слично. И да започнеме. Значи првата задача гласи дека на една фарма за млеко фармер и генетичар дискутираат за поврзаноста на полот и бојата кај расата Аиршире, не е битно. Фармерот поседува крава со махагони боја и новородено црвено теле, па би сакал да го знае полот на телото и генетичарот му објаснува дека полот на телото се познава по бојата кај расата Аришире и ќе видиме што всушност му кажува. Но првично да видиме тоа што ни е нас дадено. Значи знаеме дека имаме некоја си женска крава, така ја мислам некоја женска крава која има теле. Така она има теле. Телето не знаеме што е, дали е машко или женско, но ја знаеме неговата боја. Значи бојата на новороденото теле е црвена. Значи новороденото теле е црвено, додека мајката е махагони боја. Таа ќе ближи со кафеена боја. Така, значи мајката е махагони боја. И сега фармерот сака го дознае полот на телето, осно тоа што бележи в прашање. Сега генетичарот му објаснува некои работи, му кажува дека кај оваа раса генотипот АА, значи вака тука ќе запишеме на страна. Ќе земеме со фиолетова, ќе запишеме дека АА за денот ген за боја дава махагони боја, значи ќе бележиме со кафено. Додека генотипот АА мало, хомозигот рецесивен, дава црвена боја. Значи ова дава црвена боја. А генотипот каде што имаме хетерозигот, всушност дава две различни бои, сега зависи од полот. Дава махагони боја кај машките форми, значи кај машките дава махагони, додека кај женските единки е со црвена боја. Така, сега кој пол е телето? Од нека само направам. Значи ова е за женски, а ова другото е за машки. Овие другите се и за машки и за женски. Ајде да видите дали можете да решите сами. И сега ќе ви го дадам решението. Значи можеме да разгледаме од неколку аспекти, но еве започнеме од мајката. Мајката бидејќи има кафена боја, а единствено кафена боја за женско е оваа генска конституција, бидејќи оваа генска конституција за кафена боја само за машко. Така да мајката одма знаеме дека всушност има оваа генска конституција, има две големи хомозиготе за доминантни алели. И поради тоа, без разлика со каков мажјак да се вкрсти, значи без разлика на мажјакот, не ја знаеме генска конституција на мажјакот, секогаш мајката ќе донира еден доминантен алел, бидејќи она има два доминантни алели, така да еден од алелите ќе биде доминантен. Сега другиот не знаеме како ќе биде, дали ќе биде доминантен или рецесивен, бидејќи не го знаеме генотипот на таткото, но не ни е ни потребен. Чим имаме едно доминантно А и знаеме дека е црвена боја, постои само една таква комбинација. Значи имаме доминантно А и имаме црвена боја. Така, ај ќе бележам со зелено. Доминантно А и црвена боја. Во другиот случај кај што имаме доминантно А, имаме кафена боја. Така не може да е тоа, така што останува само една комбинација. Така. И тоа автоматски знаеме дека телето е всушност женски пол. Добро. Сега идеме на втората задача. Кај што втората задача гласи дека еден вид на полжав лимнеа перегра е хермафродит и може да се размножува со вкрсно оплодување или со самооплодување. Декстраниот тип на навиткување черупка во правец на следните часовникот е детерминиран од доминантен ген. Меѓутоа со вкрстување на декстралниот мажјак со синистрална женка, секогаш се добива потомство со синистрално навиткана черупка. Како може да се добијат овие, како може да се објаснат овие резултати? Сега оваа задача за да решите, едноставно решението е целото видео кое го имам на мајчински ефект, односно мајчинско наследување. Најдете го, има сликичка таму со черупки и буквално тоа е решението од задачата. Просто кажано е дека ако имаш, например, доминантен е за десно, така, а рецесивен е за лево, така лево навиткување. Сега, фенотипот на потомството ќе зависи од генотипот на мајката. Значи, ако имаме татко кој е со доминантен, го вкрстиме со мајка која има рецесивен, сега може да бидат хетерозиготи, но ги рачуваме дека се хомозиготи или доминантни, ај вака ќе бележиме, ајде, нека биде. Сега, мајката фенотипски може и да е на десно и на лево. Дали мајката е на десно и на лево, зависи каква била незината мајка.
Така, не идеме до таму. Значи мајката не знаеме дали е десно или лево, односно дадена онија задача дека е на лево, значи синустрално е лево, и ни кажува дека потомството, всушност, бидејќи потомството ќе биде хетерозигот, така е хетерозигот, би си мислел дека ќе се изрази доминантниот алел и бидејќи се доминантен ќе бидат навртени на десно, така. Но всушност потомството секогаш ќе биде навртено спрема генотипот на мајката. Значи фенотипот на потомството зависи од генотипот на мајката. Така, значи целата оваа дека генерација ќе биде навртена кон лево, бидејќи генотипот на мајката условува кон лево вртење. Сега, генерациите кои ќе потегнат од ова, така ќе се добијат SS големо, SS и SS мало. Така, се добијат такви, ако ги вкрстиме сами со себе. Овие пак ќе зависат исто од генотипот на мајката, ама сега во овој случај е ова мајката, така. Тоа условува за надесно, иако самата, значи, ги знам со бела боја, значи ова фенотипски е на лево свртена, така. Зошто? Зашто така беше генотипот на незината мајка, ама сега овие ќе бидат свртени на десно, бидејќи таков е генотипот на нивната мајка. Така. Значи, оваа мајка даде овој генотип со фенотипот и ова на наредната генерација. И сега повторно, овие ги направиме вака. Значи, овие сите дека ќе бидат на десно. Овие беа на лево, мајката не е важно вакаде. Првичното. И сега овие, овдека потомството ќе биде на десно, овдека потомството ќе биде на десно, ќе биде на десно, ќе биде на лево. И така. Значи ова е една кратка сумација, треба да го гледате целото видео ако не ви беше јасно сега што објаснив. Ама главно што треба да запамтите дека фенотипот на генерацијата што ќе дојде зависи од генотипот на мајката. Без разлика дали е доминантен или рецесивен. Добро. Ајде сега да решиме трета задача. Што трета задача, можеби е поинтересна, која гласи дека порано се сметало дека келавоста е полово сврзана особина поради тоа што се јавувала кај мажите, но денеска се знае дека ова предизвикува автозомен доминантен ген Б. Така кога Б се наоѓа во доминантна или хетерозиготна состојба, се добива келавост. Но овој ген се експресира само кај мажите. Значи го има и кај жените, ама кај нив не се експресира. Значи овие ќе бидат келјави, а ако имаше хомозиготна рецесивна, нема да биде келјави, значи не ќе. Сега, имаме некој си човек, машко, кој не е келјав. Така, кој не е келјав, значи неговиот генотип е ББ, се оженил со жена, се оженил со жена, чиј татко, значи таткото на жената, исто не бил келјав. Значи таткото на жената не бил келјав, значи таткото на жената имал ББ мало, но синот на овие родители е келјав. Значи синот на овие родители е келјав. Ќе. Сега, треба да откриеме кој е генотипот имала, како генотип има жената. Сега, постојат повеќе начини повторно за ова да се разложи, но еден од начините е вака. Значи, келјавост, знаеме дека може да биде две доминантни Б или хетерозигот. Така, бидејќи таткото е хомозигот за рецесивни, оваа комбинација не може да биде. Така, значи детето мора да е хетерозигот за дадениот ген за келјавост. Сега, тоа не остава со две комбинации. Или мајката е доминантен хомозигот, или мајката е хетерозигот за дадениот ген. Така, но бидејќи знаеме дека таткото на мајката е исто хомозигот за рецесивни, автоматски знаеме дека оваа опција отпаѓа. Така, значи единствена опција за мајката е да е мајката е хетерозигот. Всушност што се случило, таткото донирал една од алелите и мајка го донирала овој и се добило хетерозиготи, детето сега е келјаво. Значи ова беше по принцип на исклучување. Прилично. Добро, сега ќе решиме четврта задача. Четврта задача гласи дека гените за хемофилија кај луѓето се полово врзани се наоѓаат на X хромозомот. И ова го бележиме
како што го имаме X, и ако бележиме со големо H, значи нема хемофилија на тој. Мислам, нормален си е, не е мутиран. Ако бележи со мало H, тогаш тој носи хемофилија. Хемофиличен X хромозом. Сега, поради тоа ти има недостаток на антихемофилен глобулин А, кој возможува активност на сите други фактори, односно генот кој контролира за правење на одреден протеин кој е потребен за коагулација на крвта, може би во доминантна, односно хомозиготна, доминантна или хетерозиготна, или пак во рецесивна. Ако е во рецесивна, тоа тој X хромозом ќе носи хемофилија. Но кај женските хемофилијата се јавува само ако двата X хромозома носат рецесивна мутација. И тоа е многу ретко да се случи, и ако се случи, значи се умираат при првата менструација, да ќе искрварат, но дека машките може да го носат и да преживеат полку време, и затоа и почесто се јавува кај нив, бидејќи они имаат само еден X хромозом, така. И само едниот ако го има овој хемофиличен X, тогаш машките ќе имаат хемофилија. И сега од нас всушност немаме некоја задача четврта, него едноставно видиме можни комбинации на различни родителски и фенотипски однос на здрави и болни единки во потомството. Значи, ајде, ќе земеме некоја си рандом, да речеме женското нема хемофилија, така да вкрстиме со машко кое има хемофилија. Така, да режиме, има Y хромозом. Што може се да се добие? Значи, машките единки кои ќе се добијат нема да имаат хемофилија, не може да има хемофилија. Веќе женското ќе донира еден X хромозом, така, кој нема хемофилија, земе вака сина поја, кој нема хемофилија, а машкото, ако збориме за машко дете, ќе донира Y хромозом, кој не ни носи таков ген. Така, значи сите машки кои се добијат од овој пар нема да имаат хемофилија. За женските исто така нема да имаат хемофилија, но ќе бидат само носители. Така, ако земеме X од таткото, и без разлика кој X да го земеме од мајката, бидејќи двата се исти, ќе добиеме X каде што едниот ќе биде здрав, тој кој ќе биде од мајката, и едниот кој ќе биде од таткото ќе биде хемофиличен, односно оваа женска единка ќе биде носител само. Но така, треба да е големо H, тоа е направена грешка. Значи машкото дете ќе биде здраво, големо H, тој е H што се наследува од мајката. Сега да видиме друга комбинација. Например, ако имаме мајка која е хемофилична, односно е носител, ајде да речеме дека е носител, мајка не е хемофилична, него е носител, и се вкрсти со некој си машко кое е здраво. Видиме што ќе се добие. Тоа што ќе се добие е, да речеме, ако се добие син. Ако се добие син, синот има 50% шанса дека ќе наследи или тој X, или дека ќе наследи другиот X, така. Значи 50% шанса за едниот, 50% шанса за другиот, додека од таткото ќе добие Y, ако збориме за машко дете, каде што Y ќе биде нормален. Така што при овој брачен пар, ако се вкрстат, има 50% шанса машкото дете да е со хемофилија и 50% шанса машкото дете да не е со хемофилија. А ако се роди женско, таткото ќе донира овој здравиот X, така, ќе донира здравиот X, ќе обележа вака, не мора да го пишеме целиот X, а мајката може да донира или рецесивен H, или хемофиличен. Мислам, хемофиличен и рецесивен или нормален. Така што ако се роди женска единка, има 50% шанса дека ќе биде комплетно здрава и 50% шанса дека ќе биде носител. Сега е една интересна работа дека всушност таткото ако е хемофиличен, децата не може да бидат хемофилични. Мислам, може женските единки да бидат носители, но нема никој да има изразена хемофилија. Додека ако мајката има еден хемофиличен X, така, тогаш има 50% шанса дека машките ќе бидат хемофилични и има 50% шанса дека женските ќе бидат носители. Ако имаме женско или пак ако имаме машко. И ова е една интересна работа, како хемофилијата е многу поизразена, ако ја гледаме од страна на мајката. Добро, и ова може да се прават многу примери, но немаме потреба, едноставно разгледавме два примера. Можете вие да си правите некои ваши примери. И сега идеме на пета задача, која е многу подолга и покомплицирана. Која гласи дека далтонизмот исто е така е поврзан со X хромозомот. Кај машките единки се изразува во хемизиготна состојба, значи кај машките единки кои имаш X, имаш далтонизам, значи мало D,
другиот зашто е Y, едноставно мора да имаш далтонизам, бидејќи немаш друг X кој би бил правилен. А кај женските само во хомозиготна состојба. Значи кај женско за да има далтонизам, мора двата X-а да бидат со рецесивен алел. Сега, имаме некој си брак каде што мажот е далтонист. Значи имаме некој брак каде што машкото е далтонист, значи машкото има оваа генска конституција и плюс поседува способност за коагулација на крвта. Значи овдека ќе разгледуваме и други гени, значи далтонист е, но има нормален Х, така значи има нормална коагулација, не е хемофиличка. Додека жената нормално ги разликува боите, ама е хетерозиготна за хемофилија. Значи жената нормално ги разликува боите, значи ќе ставиме дека дупло D вака големо, но всушност може жената да биде и со оваа генска конституција. Така дека има големо D, дека има мало D, бидејќи жената може да биде хетерозигот и повторно да ги разликува нормално боите. И е хетерозигот за хемофилија. Значи ќе ставиме дека се со виолетова боја, дека е хетерозигот за хемофилија, значи едниот има големо Х, другиот има мало Х. Но во овој дека случај всушност може да има уште една опција. Например, вака може да ставиме тука дека е големо Х, тука дека е мало Х, но има уште една опција каде што вака ќе направиме. Значи ќе ставиме повторно вака. Каде што хемофилијата може овдека да е, овдека да овој да биде здрав. Значи за жената имаме три можни комбинации. Сега, овие родители имаат ќерка која е хетерозигот за двете особини. Сега, ако имаат ќерка, ево да земеме сега со зелена боја, таткото го донирало овој X. Така, значи знаеме дека ќерката едниот X е овој D, каде што ова тука исто е нормално Х. Сега, ако е хетерозигот, другиот X кај ќерката мора овдека да биде со големо D и ова мора да биде со мало Х, за да биде хетерозигот за двете својства. Така, значи мајката го донирала всушност овој X. Така. Или пак овој, значи не прави разлика. Не се бара која генска конституција имала мајката, едноставно сега ја знаеме генска конституција на ќерката. Сега, оваа ќерка се омажила, значи се омажила со нормален маж. Значи мажот ќе направиме дека мажот има X и Y и нормален, односно има нормално D и нормално Х, значи не е ни хемофиличар, ни е далтонист. Сега, први треба да видиме кои се шансите, какво потомство може да се добие при нормална оогенеза и понатаму да видиме какво потомство може да се добие ако вклучиме и crossing over. Значи при нормално да видиме, ако се добие женско дете, значи мајката може да донира или ќе земеме со црвена боја, мајката може да донира X каде што има D со Х, а татко ќе донира значи нормален D со Х. И оваа ќерка би била хетерозигот за далтонизам и нормална во однос на хемофилија. Друга комбинација е мајката го донира другиот X ген, така кај што има оваа генска конституција, додека таткото повторно ќе си го донира D со Х. И во овој случај ќерката што би се добила би била не би била далтонист, значи не би ни била ни хетерозигот за далтонист, но ќе биде хетерозигот за хемофилија, односно носител. Значи тие се двете комбинации за женско дете. А ако беше за машко дете, да видиме што би се добило, ево ќе бележам со зелена боја, за машко дете. Значи таткото ќе донира Y во двата случаи. Таму ќе нема место, ќе идеме малку понаму. Значи би донирал Y во двата случаи, значи да Y не се носи ни далтонизам, ни хемофилија. Така што се зависи од мајката. Значи мајката може да донира на два различни начини, значи може првиот X, каде што тој X беше со D и со Х, или пак X каде што ќе имавме големо D, големо D и мало Х. Во првиот случај синот би бил далтонист, но не би бил хемофиличар. Значи се гледа, да не запишувам, значи ќе биде далтонист, но нема биде хемофиличар, а во вториот случај нема биде далтонист, ама ќе биде хемофиличар. Кај ќерката добро. Сега да видиме што би било ако би го земале предвид
crossing overот. Значи crossing over кај таткото не може да се случи бидејќи нема друг X. Така, значи нема помеѓу кои два хомологни хромозома се разменат алели, така, значи кај таткото не може да се случи crossing over, значи може да се случи кај мајката. И при crossing over всушност добиваме различни комбинации на X. Сега моментално комбинациите кои ги имаме се следните, така. Значи моменталните комбинации се X со мало d со H или пак X со големо D со мало H. Или пак колку ги запишувале само вие, така, добиваме дека имаме комбинација D со големо H и D вакво со мало H. Сега при crossing over всушност може да се добијат и останатите две комбинации, зависи како ќе се зависи каков crossing over ќе се случи, така. Но всушност може да се добие големо D со големо H и мало D со мало H. Значи тие се другите комбинации на X хромозоми кои може да се добијат ако се случи crossing over кај во профаза 1 кај мајката. Сега таткото знаеме дека донира само вака D со како беше? Со големо H. Така он беше нормален. Сега да видиме што ќе се добие ако се добие машко дете, а што ќе се добие ако се добие женско дете. Значи, вака ќе забележиме тука што ќе се добие ако се добие женско дете и овде за машко дете и ќе повлечеме на линија. Значи овде ќе имаме оваа комбинација. Односно женското ќе биде нормална во однос на хемофилија, но ќе биде хетерозигот за далтонизам, или пак може да биде тотално здрава за далтонизам, да биде хетерозигот за хемофилија, односно носител. Може да биде тотално нормална за двете, или пак може да биде хетерозигот за двете. Така. Но во никој случај не може да биде болно. Сега, кај машкото, бидејќи татко донира Y, така што тоа татко не е битно, значи го гледаме само тоа што го донира мајката. Во првиот случај, всушност ќе биде исто, го препишувам од тоа што всушност го дава мајката. Ќе биде далтонист, но нема да биде хемофиличар. Нема да биде далтонист, но ќе биде хемофиличар. Ќе биде тотално здрав, или пак ќе биде и далтонист и хемофиличар. Така, значи тие се комбинациите ако земеме во предвид и crossing over. Значи овие беа комбинациите ако немаше crossing over и овие се комбинациите ако има плюс crossing over. Добро, се надам дека разбравте како ја решив оваа која беше пета задача. Добро, сега ќе ја решиме шеста задача, зашто треба малце накратко да повториме за нераздвојување на хромозомите при мејотска делба, но во овој случај ќе се задржиме на половите хромозоми. Значи, да започнеме. Значи, првично ќе разгледаме како е кај машко, бидејќи многу полесно се следат хромозомите. Ќе идеме XY, значи ова е 2N, 2C, потоа тие преминуваат во 2N, 4C, така значи преминуваат како XX, YY, 2N, 4C, и потоа следиме јоза 1, каде што се распределуваат во две клетки, ева ќе направиме. Каде што во едната клетка треба да отидат XX, во другата клетка треба да отидат YY. И додека сега се N, 4C. И понатаму треба да отидат во 4 клетки. Треба да се формираат 4 клетки. YY, XX, каде што сега е N, 2C. И сме добили 4 гамети, да речеме дека овие сите се сперматозоиди. Така. Ќе направиме сперматозоиди. И ова е при нормална мејоза. Каде што ова вдека беше мејоза 1, ова вдека е мејоза 2. И ова е важно да го запамтите. Сега, шеста задача гласи вака. Значи, да запишеме шеста задача. Дека таткото е хемофиличар, значи имаме татко кој е хемофиличар, значи ќе се вратиме на сликава, не берате гајле. Значи имаме татко кој е хемофиличар, X, Y, и бидејќи е хемофиличар, и бидејќи има еден X, ќе го запишеме вака. И мајката има нормален фенотип, значи го вкрстуваме со мајка кој има нормален фенотип во однос на хемофилија. Значи ќе бидат двете H вакви, нормални. И керката е се добиваат керка која има 45 хромозоми и е со Турнеров синдром, односно е X0. И оваа керка има нормална способност за коагулација на крв. Тоа значи дека X-от кај керката е всушност додека со голямо H, поради тоа што
автоматски знаеме дека нема има нормална способност за коагулација и одма знаеме дека тој X всушност го добила од мајката, бидејќи не може да го добие од таткото, бидејќи единствениот X кој може да го даде таткото е хемофиличен X, затоа не е од таткото. Сега, нас не прашува кај кој од родителите дошло до нераздвојување на хромозомите и во која фаза на делба на клетката. Сега, бидејќи знаеме дека X го добила од мајката, значи знаеме дека нераздвојувањето дошло од страна на таткото тогаш. Значи таткото не дал ништо, затоа викаме нула. Така, значи мајката дала јајце клетка, во јајце клетката имало X хромозом кој бил со H големо, бидејќи не е хемофиличен, а таткото дал сперматозоид кој бил на некој начин празен и не донел ништо и затоа имаме X0 керка. Сега треба да одредиме во која фаза дошло до нераздвојување. И јаде да започнеме. Значи започнуваме со X Y и идеме добиваме XX Y. Сега, ако имаме нераздвојување во мејоза 1, тоа значи дека во една од клетките, нели сега ќе добиеме две клетки, ќе добиеме всушност XX Y, а другата клетка ќе биде празна. Ама бидејќи не може да биде празна, се додека не стигне до фаза на гамета, и оваа клетка ќе остане празна. Сега не мора да умре бидејќи Y не е толку важен за животна клетка, затоа оваа клетка ако продолжи со мејоза 2 ќе даде празни сперматозоиди. Така, празни сперматозоиди кои ќе бидат N-1 и ова ќе биде N-1. Додека оваа клетка може на различни начини да се комбинира, значи може да добијат XY, може да се добијат една клетка која ќе има 2X, една клетка која ќе има 2Y, но не е како и да е, не е битно, ќе се добијат два сперматозоиди кои ќе бидат N+1. Така, N+1. И ова се случува ако нераздвојувањето е во мејоза 1. Чекаме мејоза 1. Значи таткото донирал еден ваков сперматозоид кој бил празен. Така мајка донирала нормална јајце клетка, а таткото донирал ваков сперматозоид кој бил празен. Но исто може, односно слично, може да се случи ако нераздвојувањето било у мејоза 2. Да речеме, ева сега ќе започнеме, значи да почнуваме нормално XY, XX, Y, сега да речеме дека имаме нормално раздвојување мејоза 1, значи XX, Y, и сега во мејоза 2, ева како направиме, да речеме дека немаме раздвојување во една од клетките, така што двата од X отидат во едниот сперматозоид, овој остане со 0, а кај Y ќе речеме дека имаме нормално раздвојување, значи Y. И ќе добиеме сега дека сперматозоид, и ова ќе биде сперматозоид, и ова. Сега, овој сперматозоид овдека е N-1. Значи, или еден ваков сперматозоид, или пак едното вие, така, донирал таткото и затоа керката е X0. Значи, дошло до нераздвојување на хромозомите кај таткото или во мејоза 1, или во мејоза 2. Сега, поверојдостојно е дека тоа се случило во мејоза 2. Зошто? Зашто, ако се случило во мејоза 1, оваа овдека клетка би била празна. И најчесто оваа може и да изумре, така што овие сперматозоиди нема ни да се добијат. Така, поради тоа, едноставно единствен избор ни е овој сперматозоид, дека бил тој кој е оплодил јајце клетката на мајката и се добила клетката со Турнеров синдром. Значи нераздвојувањето е кај таткото и може биде и во мејоза 1 и мејоза 2, но поверојатно е било во мејоза 2. Сега имаме уште една, да видам, сложена задача, да решиме овдека. Значи оваа сега ќе биде 7 задача, која гласи дека нормални родители добиле син хемофиличар и ќерка со трисомија на X хромозомот со способност за коагулација на крвта, но носител на генот за хемофилија. Сега, да ги видиме двата нормални родители. Значи првиот родител, мајката има 2X, додека таткото има 1X и 1Y. Ако таткото е нормален, тоа значи дека мора овдека овој да биде нормален H, така. Ако беше рецесивен, таткото ќе беше хемофиличар. Но мајката може да е носител. И е носител, бидејќи добиваме керка со која со хемофилија. Така да мајката има оваа генска конституција. И сега треба да ги определиме генски конституција на родителите и да дадеме објаснување кога и кај кој родител настанало нераздвојување на хромозомите. Значи они добиле потомство, овие родители, добиле потомство каде што имале син кој бил хемофиличар, значи XY,
и дека имало Х, бидејќи знаеме дека таткото да го донира Y, мајката значи морала да содржи еден кој имал рецесивен алел, а бидејќи мајката беше нормална, тоа значи дека мајката е хетерозигот. Добро, и добиле керка која имала трисомија на X, значи имала 3X-а, керка ќе бележиме со нека биде жолта боја. Добиле керка која имала 3X-а, која имала нормална способност за коагулација на крв, но носител на ген за хемофилија. Значи еден од овие носел ген за хемофилија, додека другите два биле нормални. Сега има многу начини да се реши како всушност дошло до неразвојување, бидејќи има многу голем број комбинации. Сега кај синот што се добил, едноставно има една комбинација, Y добил од таткото и овој X го добил од мајката, така. Значи едноставно. Ама сега кај керката постои многу голем број комбинации. Каде што едната комбинација е да овие два X-а се добиени всушност од овде. Така, значи овдека лево ги гледате овие два X-а. Значи може да добиеме спирална клетка каде што ќе имавме n плюс 1, каде што ќе имавме уште еден X. Така и овие два X-а ќе беа здрави X-а, бидејќи со нормално Х, бидејќи таткото имаше нормално Х. Така таткото имаше нормално Х. Така да овие два X-а може да се добијат поради нераздвојување на сперматозоидите во мејоза 2 кај таткото. Така значи тоа е една комбинација. Друга комбинација е да таткото донирал еден од X-овите, да речеме овој, додека мајката ги донирала овие два. Сега како ќе рече како може тие два да ги донира. Многу едноставно, значи како што сега на мајката ќе бележам наместо XX, сега само ќе бележам главните. Значи почнуваме од Х и Х, добиваме вака. И сега на пример не се раздвоиле у мејоза 1 и овдека се добило ова било празна. И сега кога ќе треба да се прераспределат овие у 2, може да се добие оваа комбинација. Така овие ќе бидат празни овдека 2. И ова сега што го направив е всушност истото што го добивме овдека, ова. Така значи тоа е истото, само наместо ги пишувам овдека X со Х, па X со мало Х, едноставно само врсовност на хемофилија ги бележав. Така. Значи бележиме со две големи Х и така натаму. Сега, може оваа јајце клетка да биде оплодена од нормално X со нормално Х, исто ќе се добие ова. Така, односно, како што реков, може би овој Х е добиен таткото, а овие две се добиени поради нераздвојување на хромозомите во мејоза 1 кај мајката. Друг начин е целото ова да биде добиено од мајката. Значи, може целото ова да биде добиено од мајката, каде што таткото всушност донирал сперматозоид кој бил празен, бил нула, како што претходно имавме со Турнеров синдром. И сега како може мајката да даде оваа генска конституција? Па, ако се навратиме овдека назад, ова овдека, ево да избришам, може да се случи да и мејоза 1 да не била правилна, но и мејоза 2 да не е правилна. Така што ќе се добие една клетка каде што ќе имаме ова и една клетка каде што ќе имаме ова. Така, и ова целото всушност е керката која ќе се добие. Значи постојат три комбинации кои ги спомнав. Значи или да имаме неправилна мејоза 1 и мејоза 2 кај мајката, исто да биде нели оплодена со сперматозоид кој ќе биде празен од таткото, кој може би настанал мејоза 1 или мејоза 2, или пак да биде нормален Х дониран од таткото, но нели Х нормално и вакво Х да биде од мајката поради неправилна мејоза 1, или пак може мајката да донира нормално Х, но таткото да донира две големи вакви Х нормални, односно мајката да донира ненормално Х, а таткото две нормални Х, каде што овие настанале поради неправилна мејоза 2. Значи постојат повеќе комбинации како може би се добила трисомијава кај керката. Добро, сега идеме на осма
задача. Значи при крај сме, имам уште две задачи. Значи 8 задача, 1, 2, 3. Која гласи дека кај маж со Клинер-Фелтеров синдром е констатирано слепило за бои. Значи маж со Клинер-Фелтеров, тоа е значи XXY. Тоа е маж со Клинер-Фелтеров и има слепило за бои. Тоа значи дека има два хромозома кои што се со ретисивен D. Двајцата негови родители имаат нормален вид и да се даде соодветно генско објаснување и при тоа се потенцира кога и кај кој родител дошло нераздвојување на хромозомите. Сега, значи тоа е синот. Сега таткото негов, ајде вака ќе направиме. Избришеме ова. И почнеме со таткото. Имаме татко кој има нормален вид, че има нормален вид, ова има големо D. И има мајка, така која е XX, која има нормален вид, значи знаеме дека има барем едно големо D, но не знаеме за второто. Сега знаеме дека синот кој го добиле, така, Клинер-Фелтеров, XXY, има далтонизам. Односно двата овдека му се со мало D. Сега тоа не може да дојде од таткото, значи мора да дојде од кај мајката. Така, затоа мајката е хетерозигот во однос на тој ген. Сега, тоа автоматски ни кажува дека ниту еден од овие X хромозоми овдека не може да дојде од таткото. Беки таткото е единствениот X, како сакаш не раздвојувај го, што сакаш прави му, ќе биде секогаш со доминантен алел, односно нема носи далтонизам. Значи Y доаѓа само од таткото, така Y доаѓа од таткото, а двата X-а доаѓаат од страна на мајката. Значи нераздвојувањето на хромозомите се случило кај мајката. И сега да видиме у кој стадиум. Значи кај мајката сме започнале со големо D, мало D. Се умножиле, значи имаме D, D и две мали D. Сега при нормално, ако биделе мејоза 1, треба овдека вака да се добие, тука една друга клетка. И потоа мејоза 2, немам надоле место. Вака ќе направиме со кратки стрелки. D, D, мало D, мало D. Нели ќе се добијат 4 клетки. Сега тоа е при нормално. Но ако добиевме нераздвојување во мејоза 1, значи имавме тука нераздвојување, тогаш при мејоза 1 ќе се добиеше една клетка која ќе имаше DD, DD, а другата ќе беше празна. И понатаму ќе се добијат две клетки кои ќе беа со оваа генска конституција. Но има и шанса и овдека, значи да се добијат клетки кои ќе бидат вакви. Значи има шанса, но таа е многу мала, затоа не ја земаме предвид, земаме само оваа шанса. Така. Сега можеме и таа да земеме предвид, но не за оваа задача. Сега, тоа би било, значи би ги добиле овие клетки, нормално дека овие ќе беа со нули. Значи би ги добиле овие гамети, јајце клетки од мајката, што не се тие, дека треба да имаме двојно мало D. Поради тоа автоматски заклучуваме дека нераздвојувањето дошло всушност во мејоза 2, значи мејоза 1 се одвивала нормално, така сме добиле две клетки кои биле вакви, така, и сега при мејоза 2 имало нераздвојување, така што од 4 клетки, значи овдека биле овие нормални, и овдека двете D мали отишле во едната клетка, другата останала празна. Значи ова е при мејоза 2. И понатаму оваа јајце клетка, така оваа јајце клетка, ќе извадиме вака понаму, била оплодена од сперматозоид кој носел Y таткото и се добило Клинер-Фелтеров синдром, тоа што го добивме, каде што е со далтонизам. Значи одговор е дека нераздвојувањето е кај мајката во тек на мејоза 2. И последна задача е прилично лесна, значи 9-та задача, која гласи дека Елена и Стефан имаат татко со изразен сноп влакна на дворешната школка на ушите, односно хипертрихоза, трихигоза во хуманата популација. Сега, чии внуци? Внуците на Елена или на Стефан ќе наследат гени кои ќе детерминираат ова својство, и ако се знае дека заболувањето се наследува поврзано со полот со Y хромозомот. Значи имаат овие татко, значи таткото на овие деца има XY, каде што Y генот му го носи
Ова својство за трихиоза. И сега, всушност тоа ќе се наследи само на машкото дете. Дејќи Елена има XX, така, Стефан има XY, и тој Y ќе го содржи всушност генот за хипертрихиоза и понатаму неговите деца, така, кога ќе има он син собствен, и тој син ќе го содржи X, така, мислам, Y генот со трихиоза. Така, значи тој се пренесува холоандрично преку машката линија и се пренесува преку една генерација. Мислам, се изразува преку една генерација. И добро, тоа беше се, значи, за задачиве кои беа поврзани со полови работи. Се надам дека научивте нешто ново. Ако има нешто нејасно, пишете коментар, ќе разгледам, ќе видам и така. Добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.